На 5 кола до крајот на првенството се драматизираат настаните околу регуларноста во третата фудбалска лига група Исток. Неодиграниот надпревар од 23-тото коло помеѓу Овчеполи и Малеш и одлуката на комесарот за надпреварување истиот да се преигра во среда 9 мај предизвика лавина од реакции на скоро сите преостанати клубови. Ова од причина што редовното коло што требаше се игра утре среда се поместува, зашто повеќето клубови бараа начин и можност да ги ослободат своите играчи од работите па и други обврски, сега паѓа во вода и ќе мора да се изложуваат на додатни трошоци и ургирање за нивно повторно ослободување во некои нови термини. Со еден збор, надпреварите планирани за 24-то коло наместо утре среда 9 мај ќе треба да се одиграат во недела на 13 мај. Во врска со неодиграниот надпревар во Свети Николе, претседателот на клуба Штерио Ѓорѓиев во денешниот телефонски разговор изјави дека е дециден, односно неговиот клуб не сноси никаква вина и по никоја цена не прифаќа нов термин за одигрување надпревар со Малеш, ако му бил сугериран од комесарот за надпревари. Аргументите, вели тој, а и правните образложенија се на нивна страна и ги ќе истерат вистината до крај. Реакција има и од фудбалскиот клуб Кежовица, која доби дисциплинска казна во изnos од 1600 евра во денеска противредност за неплатена котизација, зашто пак клубот од Ново село бара писмена потврда од сите други екипи дали платиле котизација. Инаку котизацијата изнесува 89.000 денари и не е јасно зошто токму сега се актуализира овој податок, а не на почетокот на првенството. Рековме дека следи неизвестност и голема енигма околу доигрување на првенството, за што се консултиравме и што во таков случај. Фудбалските правни експерти велат дека 75% од надпреварите во оваа сезона се одиграни, за да се верифицира во овој случај титулата првак во третата лига Исток на фудбалски клуб Кит Го Пекчево и неговиот вторлигашки статус да се потврди како регуларен. Неодмилив е заклучокот дека кога дојде до едно раздвижување и афирмација на фудбалскиот Исток, ни најмалку беа потребни вакви немили настани кои секако ќе влијаат за ратомошната екзистенција на многу екипи и секако за статусот и афирмацијата на плејадата млади играчи кои доведат до враќање на публиката на стадионите. Каков ќе биде расплатот, останува да видиме до утре среда, за што навремено ќе информираме.